Власта маршира за правда, опозицијата во катарза на внатрешните поделби. Може ли во предвечерие на изборите Заев да ги испорача ветувањата за правда? Може ли Мицковски да прикаже поинаков пристап? Кој ќе ја добие битката за неопределените, тој ги добива изборите. По 24 отворено вечерва еден интересен новинарско-политички или партиски состав. Сашо Ордановски од Утрински брифинг. Добра вечер, добро дојавте во студиото на Телевизија 24. Мухамед Зекири од СДСМ, пратеник или доскорашен пратеник. Добра вечер. Се уште сме пратеници. Да, се уште не се избере новиот состав. Добро вечер. Драган Данев, пратеник од ВМРО ДПМН. Добро вечер за вас, добро вечер за публиката во студиото и добро вечер за вашите гледачи. Предраг Димитровски, исто така новинар. Добро вечер. Добра вечер и за вас. Со нас во студиото се дел од новинарскиот клуб на Радио МОВ, како и дел студенти од Штоловиот универзитет, кои што ќе се вклучат подоцна во текот на дебатата. Ордановски, ќе тргнеме со она прашање што деновиве ја окупира јавноста, а тоа е обезбеди ли законот за јавно обвинителство функционирање на правдата? Дали ќе обезбеди? Искрено да кажам, никогаш не сум мислел дека законите се пресудни околу функционирањето на правдата. Значи, мојот став е дека, напротив, професионалците кои што се во разни институции, сите закони до сега им овозможувале доколку сакале да функционираат по закони, по словото на законот и во една рамка на временско испорачување на правдата, потпрено врз докази и така натаму, тоа може да го прават. Така што ние имаме повеќе проблем со интегритетот на делот судството, значи со кадровскиот состав и така натаму, отколку со законите. Јас не мислам дека начинот на кој се бираат суди, обвинители и така натаму е решавачки во тоа. Мислам дека е решавачки какви се луѓето. Зошто тогаш носењето на овој закон се постави како да се биде или не во македонската политика токму пред распуштањето на таму е собранието? член 110 кој што го третира третманот практично на снимките кои што се обезбедувани од СЈО и се разбира дека тоа има висока една политичка и правосудна употребна вредност, многу луѓе се засегнати и така натаму. Мислам дека тоа е клучот. Другите ставки во законот, ја не сум експерт за тој дел од работите, меѓутоа се, да речеме, во некаква пристојна граница и тие овозможуваат доколку правосудството сака да испорачува правда, тоа да го прави. Зекири, вчера марширавте за правда заедно со вашите сопартици, веројатно и дел граѓански здруженија. Малку чудно дојде целата таа појава, зашто после 3 години власт СДСМ да маршира за правда, значи ли тоа дека не сте задоволни од тоа што го направивте во изминативе 3 години на тоа поле? Значи, апсолутно не само ние, туку и граѓаните не се задоволни што е направено. Но сето тоа не е по наша вина. Сашо добро поентираше со неговиот на почеток дека апсолутно интегритетот на луѓето што работат во судството беше во прашање и затоа луѓето и граѓаните се незадоволни, па и ние сме незадоволни, зашто не се ефикасни во спроведување на законите. Го прашавте Сашо зашто беше толку неопходно да се донесе овој закон. Првично и клучно зашто требаше да се донесе законот за јавното обвинителство беше да не пропаднат предметите што беа отворени од специјалното јавно обвинителство и истрагите кои што беа отворени да не паднат пред, односно да не... Предметите веќе беа пренесени. Предметите иманентност беа од носењето на законот беше нејасна, недоволно јасна. Но сега предметите се живи, истрагите се живи и ќе може да постапуваат слободно обвинителството и судовите по сите тие предмети, а и истрагите со материјалните докази кои што се обезбедени како беа основа нели бомбите што беа предадени на специјалното јавно сега ќе бидат индиции. Добро, тие се индиции, но истрагите кои што се отворени, за тие истраги има обезбедено други материјални докази. Ако не беше донесен законот, секако и тие истраги ќе завршеа, ќе се чекаше 15 септември да дојде, кога и формално ќе помине рокот за функционирање на специјалното јавно обвинителство и сите предмети ќе паднеа во вода. Данев, каков закон добивме Да, за значи... правда или за амнестија? Вие тоа повторно го повторувавте како партија. Јас не сум експерт за поправни науки, но ги слушав како пратеник, ја го слушав јавната дискусија внимателно
и експертите сите што беа присутни на таа јавна расправа во Собранието на Република Македонија дадоа еден куп забелешки на овој закон кои што владачкото мнозинство не успеа да ги инкорпорира како амандмани во законското решение. Ако сакаме да судиме, бидејќи ние сме пред новите предвремени парламентарни избори, за резултатите што оваа власт ги испорача во делот на реформите во правосудството, вчерашниот протест на позицијата или опозицијата, сега не знам како се дефинираат во моментот во однос на правосудството и реформите во правосудството ја дават индицијата дали и самата власт е задоволна од реформите во правосудството што се одвива овие 3 години. Протестот го водеше председателот на СДСМ, председателот кој што овие 3 години е на владиниот тим за реформи во правосудство. Мислам дека тоа е еден еклатантен доказ докај се реформите и испорачаните реформи, а ветени од претходната опозиција, сегашна опозиција СДСМ во однос на правосудството. Димитровски, ваш став за законот за јавно обвинителство, мислите ли дека тој може да возможи конечно функционирање на правдата со оглед на тоа што го видовме овие 3 години? Па еве, јас нема да се задржам на тоа околу законот за јавното обвинителство, ќе почнем од пракса. Од тоа што вчера и денеска се случува, например, на судењето за случајот Рекет. За мене е несватливо за помалку од 24 часа и обвинител и суд да сменат свој став, своја одлука. Не може обвинител на вчерашното рочисте со образложение да нема сомнежи никакви, да каже дека утре ќе се слушаат снимките од телефонските разговори на веќе обвинетиот Зоран Милевски Кичевец. Денеска судот тоа го прифати, се сложи, и одбраната и обвинетите се сложија. Денеска на рочиштето јавноста надвор. Зошто? Да се заштити интегритет на одредени личности. Сега јас да прашам, што може да се случи за помалку од 24 часа таков пресврт во ставови на јавен обвинител и на судија, односно судечки совет, да се случи? Тоа не е прв пат да се изземе јавноста од слушање на одредени разговори во судница. Значи, имало и предходно и во овој случај. Значи, едно е кога има пимберки, во тие спаѓа и овие најавени разговори, друго е кога самата јавна обвинителка и судиката ќе прифатат дека утре ќе се користат. Значи, јасно и децидно кажано. И новинарите што би барале ако на пимберки кога е затворено судењето да одат во судница. Најавено беше дека ќе се слушаат и денеска велат не. Сега... А што го врзувате вие тоа во однос на овие најнови политички случувања? Не знам, јас не знам. Тоа треба да се кажат обвинителката и судиката. Нивното образложение кажа вчера обвинителката беше да нема сомнежи во постапката. Денеска се случува токму обратното. Денеска се отвараат сомнежи за тоа што има, што не треба да слушне јавност. И уште едно прашање, јавно ќе го поставам. Која личност во Македонија може да има да се стави над јавниот интерес во државата? Без оглед на функција, без оглед на се. Тоа е сликата за нашето правосудство во моментот. Така да законите се една работа. Меѓутоа праксата покажува нешто сосема друго. Добро, ние видовме овие 3 години како се водеа овие предмети на СЈО и во голема мерка јавноста остана незадоволна од начинот на процесуирање на сите тие предмети, бидејќи на крајот на криштата практично само еден или двајца луѓе од целиот тој сите тие обвинети и осомничени се во затвор. Дали овој закон, сега вака како што е поставен, со оглед на тоа што бомбите ќе важат за едни, нема да важат за други, бидејќи имаме случаи кога самиот закон пропишува важат за случаевите кои што веќе се процесирани, не важат за другите. Се создава една нееднаквост пред судовите на граѓаните. Дали тоа може да биде една опасна замка утре судовите да го прифатат поповолниот закон за оние што се граѓани осомничени во постапките? Орданос?
Слушайте, ви кажем, можеме до утре са бега да расправиме се тоа. Македонија мора да расчисти за тие случаи и мора што побрзо да го направи. Тоа се влече веќе со години. Дури ја не мислам дека е главниот виновник во тоа сејо пропаднатото бившото. Виновник е судството, бидејќи може би и процедурите се такви, во дел од тие случаи се компликувани, вие не можете на штета на обвинетите да брзате со некои од судењата. Меѓутоа, ако постои волја во судството, па вие гледате дека рекет за 2 месеци се испроцесуира повеќе од колку валда пола од судењата на СЈО заедно. Значи, ние да имавме за империја оваков вид на рочишта кои што се по 3-4 пати неделно, ние до сега ќе се затвореше тој случај. Така што се покажува дека кога обвинителството, кога судот, кога странките во спорот исто така сакаат да учествуваат на брзо испорачување, праведно испорачување правдата, тоа може да се направи. Мислам дека под притисокот на јавноста околу овој случај рекет, бидејќи тоа стана еден голем циркус целата работа, се отиде во една супер брза постапка. Ние практично секој ден имаме таму судење. Така што, знаете како, законите се тие. Законите важат за сите подеднакво и зависи од тоа колку самите судии кои што го водат предметот ќе се наметнат во постапките, зависат од тоа колку самите обвинители се подготвени да ги туркаат тие предмети и така натаму. И јас пак ќе кажам, не мислам дека овој закон ќе биде наштетил и во корис на некого. Нека завршат изборите, ако се тие некаков преломен момент. Мислам дека треба што побрзо кој да дојде на власт после изборите, што побрзо се затвараат тие случаи, луѓето да бидат ослободени и осудени доколку за тоа има докази. И мислам дека треба и ние како општество да излеземе веќе од таа приказна, бидејќи ние проживеавме 10 години, од кои 5-6 интензивни години на една пресија, во кој што видовме што се случуваше, а потоа, после промената на власта, поминавме низ оваа драма, траума околу СЈО, со сите овие се, мислам дека е тоа доволно. Ние ќе направиме наскоро една деценија од овие сите перипетии. Ако ништо друго, мислам дека овие избори барем се надевам дека партиите и од двете страни, а особено ВМРО опозицијата, ќе се потруди овие луѓе што се во некакви процеси да не бидат повторно на политички позиции, да не бидат кандидирани за пратеници или потоа евентуално ако победат за министри и така натаму, бидејќи кај нас една традиција која што во нормални демократски земји постои, знаете како, кога сте осомничени, кога ќе ви почне судењето, во принцип си поднесувате оставки од функциите за да не го обтоварувате процесот. Кај нас тоа гледаме дека на сите страни не се нивото прави. на политичка култура во Македонија е на многу поинакво ниво за да можеме да комбинација од се и зборуваме. се што видите и второ и ние и оваа вечерашна расправа ја водиме во рамка на тоа дека очекуваме дека власта треба да испорачува правда. Па власта прави марш заради недоволна правда, а тие кои ја критикуваат вика еве Заев е 3 години власт што нема правда. Не е премиерот тој кој што треба, нити па владеачката структура. Власта Си има создала судови. рамката на реформите Добро, што треба да се рамката на спроведат реформите е во создадена. судството. Сега, ние што викаме, цело време викаме, вчера и реакциите на ВМРО се во таа смисла, судството да се пробуди, да почне да суди. Значи, двете страни, меѓународната заедница само тоа го бара. Само тоа го бара. Според тоа, не е добро да ја водиме и целата расправа во општеството. Знаете како, македонското општество сака власт која ќе апси. Сака ефикасна власт, сака да види, сега да малку има од тоа одмаздување, малку има од тоа една, како да кажеме, позиција на терање сеир, а малку има и голема желба за правда. Меѓутоа, власта на ниеден начин дека кој да фрустрира е таа политика на неказнивост што постои, Па добро, значи знам, ама ајде на кажете ми, политичките гарнитури што на се кој менуваат начин на власт. министрот за правда на кој начин да интервенира во тоа во судските процеси? Прво, ако интервенира, освен на овој начин како што беше пред тоа. Значи што се надевам дека сите се откажуваме како метод. Значи, министерот за правда, да, треба да се води дебата за закон, таа ќе биде спротивставена, ќе има многу реакции, но еве со 2/3 се изгласа, вака било, така било, постои. Што сега да прави министер за повеќе правда? идеи од страна на тогашната владата која што дојде пред 3 години за тоа како да се реформира судството. Едно од нив беше генерален реизбор на судии, па сето тоа не се спроведе. Оттаму е претпоставувам тој одиум кон таа политика на Николски, неказнивост нема што да ни постои. стигне оваа емисија со четворица гости во еден сат да разговараме за идејата за генерален реизбор на суди. Тоа е процес кој што е длабоко општествен, кој што бара многу време, кој ако се прави на брзина ќе дојдете во криза во која се наоѓа Албанија, во кој што треба големи подготовки, во кој што не сум сигурен дали ветирања се можни како механизам. Значи јас настапувам од позиција да бараме што повеќе правда.
Но тој тип на револуционерни мерки во кои што сега политиката ќе го земе бајракот и ќе почне таму да прави растурни судовите, не е добро за ние на власт. Јас го говорам тоа, ако сакате, од позиција на оштетен, значи не е од позиција на на крајот на криштата, видите, нити овие судии, нити обвинителите не се некои што се дојдени вчера, па тие се дел од нив со социјализмот таму. Пошто е Вилма Русковска, ново име кое СДСМ го донел, или незиниот шеф. Па тоа беа заменици високи обвинители, како сме за обвинителството од времето на Звргавски. Што се не се направи некоја, не знам што, па овие донесо, па тие не испорача. И пред тоа? И пред тоа се согласувам, значи тоа е тој континуитет и сега, знаете, на тој начин ние можеме да разговараме за сите сфери. Ајде да направиме генерален реизбор на новинарите. Дека ја и ти Чадиковски не сме учествувале 30 години во македонската стварност и дека сега заради ние сите ќе согласиме дека и новинарството не е на високи. Само што последиците се секако помали, отколку кога некој невин ќе биде осуден или промах. И сега влеговме во една атмосфера, ја тоа го нарекувам на една хистерија на Фејсбук, се разбира дека општеството е поделено, се разбира дека за се и се што овдека се водат кавги, меѓутоа таа работа не се прави со хистерија. Јас сепак се уште мислам дека поголемиот дел од луѓето кои што се во правосудството се луѓе со некаков професионален интегритет и дека треба да се овозможи една во некаква, како да кажем, прифатлива временска рамка да дојде до таа регенерација. На сите не се брза инаку, ама тоа брза кучка, знаеме на крај што да. Закери, вас ве фрустрирали тој податок дека таа политика на неказнивост остана да постои како една паралела постојано во општеството? Значи, прво треба да го трнеме тој, односно таа магла и завеса кај јавноста кој што сака да сите ги изедначи, да кажете дека сите сте, односно сите сме исти кога сме на власт. Судството апсолутно е оставено на страна и од оваа власт. Притисоци до сега немало и нема да има. Еднаш на прв состанок од како беше избрана владата на Заев, на раководството на партијата ни порача можете да реагирате сегде, но во судство нема никој право од било кој да се јавува на било кој судија или обвинител за било што да интервенира. Вчерашниот случај со случајот Рекет, што го спомна колегата новинар, е добар доказ да покажеме дека не сме сите исти. Беа прикажани пим мерки, беше спомнато дека еден од осомничените во случајот Рекет, додека имало пим мерки за него, седел со братот на премиерот и со адвокат близок до премиерот во некој кафич у Скопје. За тоа не е доволен доказ дека власта не интервенирала. Министерот за внатрешни работи ги имал сите информации за кого се следи, дека за тој човек е осомничен и дека има пим мерки кон него. Не можел да ги предупреди блиските луѓе до премиерот или блиските луѓе негови или не знам кој до СДСМ, да им каже дека не треба да седите со него. Можел да го направи, но не сме го правеле тоа. И не треба да го правиме. Премиерот беше тој што го има пријавено случајот Рекет. Го слушнавме и го видовме исто во овој процес. И комуникацијата што беше објавена. Кај што кажува дека он го пријавува случајот. Иако има блиски луѓе, премиерот и на пресконференција, односно председател на партијата пред некој ден, спомна дека сите го врзува. Знаевме дека телевизијата може да е провладина, имаше симпатии кон нашите политики, беше поддржуваше нашите политики. Но ако некој се огреши и ги прекршува законите, треба да одговара. Затоа, поради интересот на јавноста, каже, спомна и Сашо, убрзано гледаме секој ден рочишта за тој случај, затоа што сите сакаме да дојдеме до крајот, односно да видиме кој е виновен за тоа. И камо ли да имаше ваков интензитет за сите случаи од специјалното јавно обвинителство, но за жал нема. Прочитав вчера или завчера за еден од предметите, година и пол се нема одржана ниту една седница. А во однос на бомбите, што дали ќе важат или нема да важат, за полемиката што се покрена, ниту еден случај кој што се тера во судството не се базира само на бомбите. Туку за секој случај има и материјални докази. Материјалните докази се најбитни од се. И сега ако некој има некој прислушуван материјал и од јавен интерес, треба да го објави. И треба да го пријави случајот. И ако се најдат докази, апсолутно било кој да го прекршува законот, треба да одговара. И пим мерките што ги
прави МВР по барање на обвинителството, не се клучен доказ, односно се индици и врз основа на тие мора да обезбедат други докази за човек да биде обвинет. Можеме на телефон да не снима да каже дека ние ќе го убиеме човеков, ама во суштина човекот не е убиен и е жив. И не може врз основа на таков разговор да биде некој обвинет. Го зимам као пример. Да, зошто се спротивставивте вие на носењето на законот кога навистина барањето ваше за бомбите веќе да не бидат во функција на јавно презентирање практично е исполнето со тоа што го побара независната пратеничка група. Од друга страна, ако законот овозможи функционирање на правдата на начин на кој што тврдат сега вашите политички опоненти, каде е тука проблемот? Јас неколку пати на говорница тоа го кажував дека ќе се надоврзам на господинот Ордановски дека штанцањето на закони не значи бенефит во одредена област во која што се носат законите. Зависи од човечкиот фактор, квалитетот, интегритетот на луѓето кои што ги извршуваат функциите каде што се поставени. Во однос на овој закон, пак ќе повторам, не сум правен експерт, како што може да претпоставам и останатите колеги, но како политичар кој што доаѓа од опозицијата и пратеник, јас сум убеден дека еден ваков закон, како и што неколку други закони претходно, треба да се носат со консензус во собранието и правните експерти од политичките партии треба да седнат како што и седнуваа реши цела година и да донесат едно квалитетно решение кое што решение ќе има поддршка и од експертската јавност, но и од релевантните политички партии. Бидејќи вакви решенија како што овој закон за јавно обвинителство подигнат на едно такво ниво, мора апсолутно да биде мост помеѓу политичките партии и да оди во насока на креирање доверба кон законот или кон институциите што ги тангира овој закон кај сите граѓани во Република Македонија. Ние имаме, значи имаме учествува повеќе од една година во 80 пратеници. 80 пратеници не значи и широк консензус. Ние имаме 380.000 гласа кои што ВМРО ДПМ или кандидатот на ВМРО ДПМ ги доби на претседателските избори пред не цела година. И ви може во собрание да правите и 120 пратеници, ама легитимитетот представен на пратениците во однос на само последните политички избори, тоа се претседателските минатата година, не осликува таа реалност дека навистина од тој дел од граѓанството во Република Македонија овој закон конкретно има поддршка. Имате ли искрена желба за консензус? Сигурно дека тука, само мен, се извинувам, ако може. Да. Сигурно дека опозицијата има одредени моменти каде што можела уште повеќе да допринесе во однесењето на овој закон, но сепак власта е таа која што креира еден општествен амбиент, власта е таа која што креира политички амбиент и таа е најодговорна во креирањето на еден сеопшт консензус и во собранието и во државата. Јас се согласувам со дел од дискутантите дека нас ни треба навистина општествен консензус, реален општествен консензус дека и правосудство, не само во правосудството, обвинителството, ако сакате образованието, здравството, ние некои работи мораме да решиме како држава дека треба да ги правиме без разлика која политичка партија е на власт. Не може ние неколку закони, клучни закони, како што се ќе го спомнам законот за јазици, законот за јавно обвинителство, уставните измени и така натаму, да не дискутираме што било, бидејќи како што вели Ордановски ќе ни треба неколку емисии, но на нас ни треба на вистински реален консензус кој што ќе ги обединува интересите на граѓаните во Република Македонија без разлика на нивната и национална и верска и било каква припадност. Јас мислам дека со овој закон ова не се овозможи. Верувам дека новиот парламентарен состав ќе биде на вистина на задачава без разлика кој да биде власт. Зошто не се овозможи? Тој што ќе биде власт има сигурно поголема одговорност во креирањето на еден ваков политички амбиент. Добро. Повелете, апсолутно се согласувам дека консензус треба да има. Шанса беше дадена. Од пред 2 години работните групи почна да работат на изготвување на законот. Но за жал, не сите во ВМРО ДПМН. За жал дел кои што се засегнати од предметите на СИО свесно работеа да не се постигне тој консензус и заеднички да го донесеме законот. На секој начин бара можност како да го блокират и да не биде донесен законот. Затоа ни беше поставени како услов и Европската унија ни бараше. И овој закон, сегашниот што го усвоивме, е во согласност и дадоа и учествува и помогна експерти од Европската унија и експерти од Соединетите Американски држави и внатрешни експерти. Значи, зар мислите дека они ќе го поздравеа донесувањето на законот да беше закон кој што е лош? Или кој што фаворизира една страна или е на штета на друга страна?
Апсолутно не е така. Значи, затоа ние бевме спремни и преговара работните групи. Но велам, за жал, со цел да се заштити мала група од бивши функционери на ВМРО-ДХМН и сегашни, кои што се засегнати од предметите, ВМРО-ДХМН го кочеше консензусот што ни требаше за да се донесе законот заеднички. Прво да бидеме на чисто. Треба правда да има за секој, а не правда за некој. Апсолутно ова е искрено, честно и го представувам и пред вас и пред граѓаните на Република Македонија и вашите гласачи. Ако не можете да направите консензус со опозицијата, јас сигурно убеден сум бевте на двете јавни дебати, расправи во Собранието на Република Македонија и ја слушнавте експертската јавност. Јас нема на кој да верувам, не сум правник, отколку на тие експерти од типот на Тупанчевски, Калајджиев, Гордана Силјанова, Давкова, плејада на професори врвни од правниот факултет беа присутни на таа јавна расправа и дебатира и тие го прави предходниот. Во ред, ама јас морам да верувам на експертска јавност, не можам да верувам на луѓе кои што се од природно-математичкиот факултет, а се однесува за истите тие го правеа предходниот закон кој сега го бедува. На Македонија им е доста од или доволно од носење, односно штанцање на закони. Јас сум убеден дека ако си има добра волја и ако си имаат сериозни, искрени, честни намери и постојниот закон, претходниот за јавно обвинителство, ќе донесе правда каква што треба. Се разбира. Зошто сега ние одиме со нови закони, а не правиме сериозни реформи внатре, во институциите, во јавното обвинителство, во судството? Ако сака да ќе ја проширам темата, здравство, образование, туку одиме на можеби лесниот начин некакво припишување, прилагодување на тие закони и ставање во нашиот систем. Тоа е наш проблем како држава. Тоа е проблем и на позицијата, тоа е проблем и на опозицијата, тоа е еден општествен проблем и ние од тоа мора да се извадиме. Сега само најлесно го прави тоа, ќе преземе одредено законско решение, ќе го прилагоди, ќе го стави. Ама него тоа решава проблемот. Тоа проблемот не го решува. Еве во правосудството 3 години помина. Незадоволството, перцепцијата кај граѓаните е тоа што е. Бидејќи се пратеник од ВМРО-ДХМН. Зошто ВМРО-ДХМН не дозволи со консензус да биде донесен? Или да се договориме за закон? Јас ви кажам. Кои беа причините што вие не давате? Ако инкорпориравте забелешките од експертската јавност, убедени бидете, тоа има и официјален став на партијата дека законот ќе беше поддржан од ВМРО-ДПМН. Нема зошто не биде поддржан. Ај малку да прекинем ова меѓупартиска Ајде. дебата. Во контекст на ова Сашо што го вели, генерален реизбор или ветинг на судиите. Пак ќе се сведам на пракса. Судењето на рекет, досегашното сведочење едно друго, би е жал што не се искористи за прочистување од адвокати, суди, обвинители, кои низ изјавите на сведоците се споменуваат настрана на тоа што откако излезе собнажот за рекет и цело време што се користеше како афера, како настан, до сега и судскиот совет, и Советот на јавни обвинители и Адвокатска комора требаше да преземат соодветни чекори за да елиминираат од своите средини одредени имиња и презимиња. Ниту една од тие институции не смогна храброст да преземе било каков чекор во тој правец. И сега сите тие ќе чекаат ветинг или реизбор, место вакви мега скандали да се користат во пракса. Јавноста не е глупава за да не забележува чие име постојано се случува, во која улога и која функција се користел. Непреземањето на такви мерки остава па сомнеш дека истиот начин на функционирање, немојте Сашо да мислите дека СЈО е чисто од аспект на функционирање. И таму има одредени нема да биде во четврток само. Ние не можеме Јово Ангелов да го поместиме од функција за кого што не знам веќе што не се докаже и се покажа и при тоа има постапки за тоа и треба се причекаат постапките. А па не за ова кога двајца неозбилни типови како Камчев и Боки 13 ќе фатат 45 минути да дрндаат на телефон, среќа што вашето или моето име не го спомнат. Зашто можеле како што зборат за се и се што се наслушавме. Само не видовме докази за темелење на ова обвинение. Јас и сега мислам дека со денешниот ден кога заврши практично доказната постапка на обвинителството, ние имаме почист случај за подкуп отколку за рекет. Ќе видиме што ќе видиме одбраната што ќе излезе како. Но сакам да кажам, видите, целиот случај се потпира на една добро игра на друштво меѓу пријатели кои што
Ја и сега не знам кој што таму правил, кој на кого му нудел, кој поттикнувал, кој го терал. Меѓутоа, Оти сега можеле да имаат снимки, читам некои вести, вика Катица Јанева пред да биде уапсена неколку дена одела на фризер и по вечери во ресторани. Па што да прави? Каква инкриминација е тоа што била на вечер во ресторан? Кај нас јавноста е, знаете како, гладиаторски е расположена. Да. Значи, треба да се суди на докази. Јас сум прв заинтересиран. Видите, во ова дело дури ни парите не знаат кај се. А тоа е суштината на спорот. Уште нема ни збор за Па парите. заврши обвинителството со излагање на докази. Меѓутоа, што се сведува сега отсуството на одговор од каде се парите? Кога ја споменуваме Катица Јанева. Катица Јанева е многу близко и до друго обвинение за перење пари, пошто никој не знае каде се парите. Дали ги Како е Катица Јанева врзана со овие милион евра што се фали? Не, за незините зборам ја, тие 50.000 евра. За кои 50.000 евра? Тие што ги сликале на маса. Ама тоа знаеме ли чии се тие 50.000 евра? Не знам, уште ќе Значи, видиме, гледайте, тоа е сега ќе работа извадам на- јас новчаников и ќе ви ставам Тоа 100 е евра на работа маса на и ќе ве сликам. и да судот да процени. Па еве заврши Меѓутоа, постапката на изведување докази на обвинителство со денешното Допрва доаѓаат изведување уште на ова. поинтересни Кажете ми, се не во ред, ама јас ве прашувам сега обвинителството што докази даде несоборливи, материјални па дури и сведочења. Таму имавме еден куп контрадикторен. Не за Катица, па за Заеви, па не видов ништо. Ја немам ништо против сите што треба да одговараат. Зашто би требало Кога да ги има вакви штитиме? пресврти преку ноќ, нормално дека нема ни да видиме ни да слушнеме. Не можам да проценам зашто решиле да не ги објават снимките. Ја мислам дека ако таму гледам дека и адвокатите по изјавите на адвокатите на обвинетите, они сите викаат нема проблем, тоа треба се објави. Работата е Не можам на да проценам што е проценката на судот. интегритетот на личноста. Се согласувам. Без разлика дали станува збор за подкуп или за злоупотреба на функција, сепак во основа лежи злоупотреба интегритетот на личноста. Се согласувам. Ако Катица Јанева била личност со интегритет, она немала да дозволи ни подкуп, ни злоупотреба на функција. Значи, Предраг, се согласуваме, меѓутоа, гледайте, во суд се суди со докази. Во суд не се суди за каква чипка ти е маицата, дали кога говориш употребуваш псовки или дали носиш чевли од 100 евра или од 1000 евра. Во суд се суди со докази. Ако ти докажам дека гардеробата е купена во тие месеци кога се земени парите и за тоа се платени 500.000 евра, имам доказ дека си ги потрошил на тоа парите. Ако ти ја прошетам гардеробата за да цела јавност коментира овој Боки 13-ка тако како што го дал Господ, какви панталони носели, не знам какви лечни, а да при тоа не видиме ништо од тоа кога е тоа купено, каде е купено, кој период. Па Боки 13-ка 20 години така се облекува. Таму има парчиња што јас сум ги гледал пред да почне аферата цела. Значи, сакам да ви кажам, не може да се суди на начин на тоа како се водат полемиките на Фејсбук. Тргна еден голем случај, причекавме сите да видиме што ќе излезе обвинителството. Обвинителството до овој момент не извади ни еден директен доказ. Не би се сложил Таму има целосно. спротиставени сведочења, дури мислам дека и главниот сведок, господинот Орце Камчев, не посочува на некакви врски или барем се воздржува тоа да каже каде се отиде парите, како се дадат. Ние имаме една... Јас инаку со месеци избегнувам и чекам да дојдат пресудите за да се осврнам на сето тоа и затоа и не сакам да влегувам во меритумот. Еве сега ќе почнат да изведуваат докази одбраната. Може би одбраната ќе извади поинтересантни докази, може би тие ќе кажат каде се парите, кога веќе ги обвинуваат дека земале пари, може ќе дознаеме. Но сакам да ви кажам дека на страна целата таа хистерија, таа е многу атрактивен случај, медиумски атрактивен, специјалното јавно обвинителство се разбира и атрактивно. Во самата судска материја ние не видовме убедливи. Јас мислам да ви кажам, гледайте, во нормална демократска земја со вистинско правосудство ова досега би паднало со осредна екипа адвокати. Не се сложувам Но, целосно добро, со тоа. јас ви кажувам Во мој секој впечат. случај да ќе бидеме тука да Не Повелете да заврши Димитровски, судењето, јас затоа и се воздржувам да ги коментирам. Чекайте да видиме. Се мене зборот ме беше зашто вакви предмети не се користат за чистење на одредени структури. Гледај каде е опасното. Се почна со Кики Фрики. Кај се Кики Фрики у рекет? Ги нема нигде. Ги има некакво друго сомневање за кое ќе видиме што ќе биде делото. Па тие Кики Фрики ги растргнавме. Па ја не знам дали луѓето можат по улица да одат веќе. Па Кики Фрики беше целата афера за рекет. Кај се сега Кики Фрики завршниве зборови на обвинителство до доказите ги нема нигде буквално. Па сега како се тоа да го правиме? Јас не, не, сакам да ви кажам, еве заврши обвинителството со своите нудење докази и се.
Кај се? Ги нема нигде. Сега, така, ако судиме по... Мислите како да дека обвинението што е за Ременски во случајот меѓународен сојуз е под притисок на јавноста изведен? Јас не знам, значи... Не, пошто рековте каде се сега овие ги предмети. нема во Имаме рекет. еден предмет. Не, во не, кој што ама тие е- ги имаме во друг... Слушај, Чадиковски, во тој предмет се случува некаков интерес помеѓу две страни кои се приватни страни, кои доброволно ги даваат парите, притоа сите знаат зашто даваат пари. Таму нема излажани. Нити тие двајца бизнисмени што даваат пари не беа излажени, нити овие што ги земале. Таму треба да се констатира ако има перење на пари и треба да се констатира да меѓу тој случај и овој рекет има врска. Тоа до сега го нема. А заврши излагањето на обвинителството. Целата работа почна со Кики и Фрики. Тој истиот што пишуваше за Кики и Фрики, пишуваше дека ја и еден друг професор сме ги делиле парите. Како сега? И сега како треба да судиме ние? Што треба да се распишат по фејсбуци? Дека јавноста е жедна за крв, Ето тоа сега, е знаете очевидно. како? Затоа пуштете ги дека работат, еве ги. Истера не знам колку рочисте за тој рекет. Се надевам дека и пред избори ќе го завршат. Нека излезе опозицијата, ако има од свиркачи, од ова, од она, све што имаат нека излезат. Нека кажат. Ние имаме интерес да работате знаеме. опозицијата Ние да видовме излезе. бомби, да. А еве јас ама еве Да, не, институциите премало. стигнаа до оваа точка и Од ги она што гледаме. можеме да Да, видиме дека јас не сигурно случајно дека го кажам Боки тоа. 13 го има искористено политичката мок на луѓето со кои што се дружеше во тој период. Тоа беше неочигледна целокупната Искористено јавност. за што? Па за за да сопствени последува лукративни за цели. подкуп или за последува за Ве, рекет? пак ќе кажам, значи не навлегувам во таа правна еве, ја не терминологија. навлегувам. Вие навлегувате. Не, Много ама- добро, сега можеме подегна предрак. А работава е што има политичка корис од телевизијата која што Боки 13 беше Јас работам во телевизијата, Да, така знам дека работите. слушайте. Значи, не се случило, нити па тоа би поминало. На каков било начин, а тоа сум речи си подготвен да го гарантирам за сите мои уредници колеги, сега да не би ги набројувам. Луѓето имаат по 30 годишни кариери, башка и гледаме што е таму. Значи, видите, Боки 13 може да бил собственик на телевизијата и може да доека ние сме воделе програми, се дружеле по ноќни клубови што сакал правил. Не зборувам за новинари. Вие ако сте ми биле гостин, вие ако сте нема шанса да дојде, па слушайте, премиери не може да се јават. Председатели на држави, а не Боки 13. Така што за во таа смисла гледате, овдека се вика провладина телевизија. Па јас тоа неколку пати го објаснувам. Видите, ние тие идеи, моите либерални идеи, јас ги застапам 36 години. Не е спорно тоа провладена телевизија. Разбирате, Тоа не е спорно затоа нити што по владата, опозициона телевизија. затоа што владата ги спроведува на тие идеи работи. И за во таа смисла она е провладена. Значи, колку што го свати, зборуваше за политичката оценка и на она што како перцепција постои во јавноста, но како што можевме да видиме, ваши колеги, сопартици, пушта телефонски разговори на говорница за нешто што се вели снимени разговори. Мислите ли дека таа пракса ќе продолжи преку други канали? Се не би го разбирал прашањето Чадиковски, Па не, но со оглед на тоа мислам што дека Милошовски го пушташе на собраните изјави говорници. денес дека дел од материјалите или сите материјали што ги има денеска или утре, мислам дека утре треба да ги однесе во обвинителство, бидејќи денеска сме на крајот од денот, така да обвинителството, институциите се тие што треба да ги решаваат проблемите. Ние на вакви дебати не може да навлегуваме во една експертска, бидејќи не сме експерти, да навлегуваме во некоја експертска анализа на од случај до случај. Но дека во овие 3 години ние не видовме Р од реформи во делот на правосудство, не видовме. Таква и перцепцијата на граѓаните. Сите можни анкети покажуваат еден надолен тренд во перцепцијата на граѓаните во однос на судството и правда за сите. Јас сум убеден дека после 12 април со освојување на власт од страна на ВМРО-ДПМН дека ќе се случат навистина сериозни реформи, бидејќи назад нема. Значи назад нема. Оваа држава мора да има правда, врз основа на правда се темелат реформи во економија, во финансии, во образование, во здравство, инфраструктура и така натаму и така натаму. Сите инвеститори, кој и да дојде, од каде да дојде, прво бараат правна држава. Тоа е основата на постоењето на една држава и развојот на самата таа држава. Созо нема да се согласувам со тоа што го кажува господинот Данев и ние ги заокруживме реформите со донесување на последните закони. Тоа беше целта и на нашето вчерашно чекорење за правда. Да отидеме кај судот да испратиме пораката дека еве, тоа што требаше од наша страна како пратеници е сработено, вие сте слободни сега, работете и бараме правда за сите. Бараме да се гонат подеднакво и тие од власта ако сгрешиле, и тие од претходните власти, и сите граѓани, а не да имаме случаи кои ги враќаме назад,
да имаме монтирани случаи како што сме имале во минатото, туку правично, врз основа на докази, да бидат луѓето казнувани, а за тие што нема докази, да си бидат слободни граѓани. Тука имаме консензус, се извинувам. Муха. Апсолутно. Тука имаме консензус, тука не е Се ништо убаво спорно, е, убаво не, кажано, но спакувано. ние за законите добра се што една требаше влада. во нас да Не прават, верувате судот во ние го тоа? внесе. Јас Зошто- не верувам во реформи на хартија. Значи не верувам во штанцање закони и Добро, некаде ставање мора да почнат епитет тие дека реформи. тоа е реформа. Ако цело време велиме не верувам реформа во... треба да има внатре во институциите. Значи треба да имаме дури и една ментална реформа на Апсолутно. сите нивоа. Значи, Значи, ние мораме да треба знаеме да што се значи треба држава, да што се значи реформираат почитување ставени на суди. закон, што значи јавен интерес. Тоа е реформа. Значи, Данев, Ние го спомнавме терминот ветинг, Сашо го начна тоа што се случува во Албанија, Да, бидејќи тоа е проблем, исто го следиме. Не ни дозволува ниту Европска Унија да почнеме ветинг, затоа што знаат како заврши во Албанија и сега имаат проблем. И затоа сега се иде на прочистување. Ние тоа што следи до нас го направивме, ги повикавме институциите кои што можат тоа да го направат, да почнат да ги прочистуваат судиите, односно да ги чешлаат нив. И да се види како они работеле, кога почнале, што богатство имале, што имот имале и што имаат во меѓувреме за 5, 10 години, 20 години колку што се суди. Тоа е работа на антикорупцијска и други финансиска полиција и слични институции кои што можат и УЈП да ги чешлаат тие судии со имиња и презимиња и на крај нека излезат во јавност, нека ги објават нивните имиња кои се тие. Затоа што ние имаме судии кои што имаат по не знам колку станови, по не знам колку коли, вили, куќи и не знам што, тоа треба а со плата на судија тоа сите знаеме дека не може да се случи. Да го спечела. И затоа се тој проблем. Имаме закон за потекло на имотот. Тој да имаме, се приеме, еве, ќе биде ги решена повикав работа, а не. институциите, Тој закон е нека ги 10 години, не е од чешлат вчера. и антикорупцијска рече дека ќе почне. И веќе е почнато тоа да го прави. Ако беше донесењето закони и штанцањето, прилагодувањето на закони, ние денеска ќе бевме членка на Европска унија. Значи, нити Европската унија, нити граѓаните на оваа држава не мерат по тоа колку закони сме донели. Не, напротив, каков е резултатот од тие закони и каков е резултатот од работата на луѓето што работат во институциите кои што ги тангираат тие закони. Тоа е проблемот. И со овој закон ќе дојде за година две Европската унија ќе направи еден мониторинг и ќе ги види резултатите дали правдата е донесена или не е донесена, а не дали законот сме го донеле или не сме го донеле или ќе правиме амандмани на тој закон, предлог измени така натаму и така натаму. Ние мораме да сватиме суштината на напредокот, што е она прв и единствен предуслов да државата оди напред, да имаме подобро и позадоволни граѓани. Тоа е вистински и суштински реформи внатре во институциите, на сите нивоа, апсолутно на сите нивоа. Треба сите да знаеме што работиме, зошто работиме, колку заработуваме. Тие што се од јавен интерес, јавноста треба да знае колку заработуваат и за тие пари што прават во државата, бидејќи тие се платени и политичарите и сите останати во правосудство, судство и во другите државни институции, тие се платени од парите на граѓаните тешко спечалени во овој период. Додека тоа не го сватиме и додека тоа не го направиме, ние можеме да носиме закони, пак ќе кажам, со целосен консензус, со 120 пратеници, но резултатот ќе се мери по нешто друго. Резултатот ќе се мери по задоволството на граѓаните од имплементација на тие закони. Граѓаните да не шетаат од шалтер на шалтер, да губат денови и месеци за еден документ, да очигледно е да за некој има правда, а за некој нема правда, тоа граѓаните добро го перцепираат, да граѓаните немаат квалитетно образование, квалитетно здравство. Ние донесовме неколку закони во сферата на образование. Пак не може да кажеме дека имаме квалитетно образование. Да не зборувам за здравство. Да не зборувам за други одредени области од секојдневното живење. Добро. Така да мораме ние како нација, особено тоа треба да биде поттикнато од политичарите, од луѓето од кои што земаат плата од страна на граѓаните, да ги менуваме нашите навики, да знаеме дека имаме одговорности кон граѓаните на кои што и служиме и од кои што сме платени. Тешко Ви ќе благодарам. биде таа работа. Ама мора да Знаете почнеме зашто некаде ќе- Сашо. се согласувам, меѓутоа гајте. Мене секогаш ме чудело како е можно да речеме на ниво на град Скопје да опозицијата и власта не се договорат за мерки за почист воздух. Мене тоа не ми. Зашто почист воздух треба да е политичко прашање? Апсолутно. Прво е јасно дека тоа надминува мандат на еден градоначалник. Веројатно да се исчисти воздух во Скопје. Може да што ве прекинам треба- само Ајде. една секунда. Значи веројатно ВМРО ДПМН ќе му најдете неколку забелешки во однос на тој И дел. СДСМ е дел од таа приказна. Сакам да ви кажам каде е изворот на проблемот или барем моментално каде беше изворот на проблемот. 2016 година излегува министерот сегашен Дамјан Манчевски и вели: единствен услов да го изчистиме градот Скопје од загадениот воздух е од утре од 16 декември 2016 ВМРО ДПМН да не е на власт. Значи,
Со една таква предизборна манипулација, Разбирам. нормално дека очекувањата Слушайте, понатака да, на граѓаните се сосема други. Јасно ми е, предпоставам дека Дадена е би се во земала предизборен сите контекст и така натаму. Значи, Океј. говориме за една нова култура во Ама ние Македонија. мораме- Гледате, културите и менталитетите се најтешката работа за промена во општеството. Ние кои што повикуваме на граѓаните, па ние ако треба го прочистиме воздухот во Скопје, граѓаните први ќе излезат на протести. Зашто ќе треба да забраниме пола од овие коли што се возат да се возат, ќе треба да забраниме горење на таму не доаѓаат германци да ни горат нас на печки овдека не дозволувају работи, пак ние граѓаните тоа го правиме. Ако и понудиме Ќе треба- ефтин газ, си износе. се согласувам, значи Ако има и понудиме мерки, услови- да, ама за нешто може да понудите, за нешто треба и граѓаните да учествуваат во сето тоа. Сакам да кажам, значи се работи за комплексен проблем кој сите заедно треба да го решаваме. точно. И Апсолутно. ја инаку мислам дека иницијативата треба да е во овој момент на градоначалникот, односно на СДСМ, бидејќи тие се на власт. И не гледам зашто на тоа, како и што не гледам зашто на реформа на правосудството би се ваделе политички поени. Но кога вас делегацијата за реформи на правосудството ви ја водат неколку луѓе кои што се директно имплицирани во случаите, вие покажувате како партија дека не сте спремни да постигнете компромис. Значи не знам по каква основа таму треба Антонио Милошовски да се појава. Сепак презумпција на невиност да почитуваме. Не, во ред, додека ама, знаете секој како? еден не е осуден, е Тогаш, невин. Кога тогаш ќе се враќаме осуди, на целата мислам оваа дека- дискусија до сега што ја правиме, тогаш не можеме да мрднеме во ништо, ако барем политичарите. Значи не говорам ја за граѓани кои што се за едно друго обвинети, осомничени и така натаму. Политичарите треба да ја релаксираат, да го релаксираат процесот од Апсолутно. своето присуство, ако врз нив е паднат сомнеш. Сомнеш има- особено, гледате, Да не се враќаме назад, но знам, сомнеш ама- имаше и кај се согласувам. тогашната опозиција. Се согласувам, Сада ама сама сакам кога- да кажем, гледайте, значи на почетната стапка имаме проблем. Па зарем ВМРО ДПМН нема бар 5 души кои што можат да не Добро, во бидат овие. таа Мислам, комисија или во тој тим од ВМРО ДПМН имаше и луѓе кои што не се Сигурно, осомничени. знам, ама овие и бодат квалитетни кадри и Тоа се истите пратеници, Не, него ама Сашо. Мухи некни ми кажува, кои што трчаа по собранието кога се усвојуваше законот, ако за да можеме- потикнуваат да не се ако изнесе. можете да најдете одредена мана на луѓето кои што се во тој преговарачки тим, сигурно на експертската јавност која целосно беше присутна во собрание, Јас не ви може да кажам, ја најдете мана. Ни една од нив, истата ни еден од нив не експертска е во јавност, одреден случај. правниот факултет на Скопје е создавател на претходниот закон. Океј. И на тој пред него, и на тој Ама напред него. Ма, на кој да се повикаме сега? Па видите, па тоа е, значи водиме една дебата, на крај доаѓаме до политичка ситуација, таков е политичкиот систем. Се гласа работат. За овој закон беше предвиден многу висок праг на мнозинство, го постигна. Во ред, ако Мислам мисла дека дека сега- тоа е доволно и за- при тоа сите се согласуваме дека Општествена законот прифатливост на е, законот, законот е далеку во ред. од совршен. Ист таков закон и законот за јазиците, со кој сите знаеме дека е далеку од совршен, со низа проблеми. И тоа е со Венецијанската комисија даде одговор на одредени Да, одредби, се согласувам, членови се од согласувам. законот за јас со почитуваниот Бујар Османи имавме тука дебата токму кај Чадиковски и мојата заложба беше и заложбата на ВМРО ДПМН во тој момент. Дајте го прво на Венецијанска Така е, комисија така е. да ги видиме Се забелешките, согласувам. нека се Јас вратат дури во имам и- општеството, не губи енергија. И порадикална теза, што ќе му е на ДУИ нефункционален закон за јазици, Нефункционален, кој само ќе ствара апсолутно. проблем. Не само Но на сакам ДУИ, нешто на друго сите- да на сите направиме чинители една кои што го последна поддржаа поента. законот. Не беше само ДУИ. Тој закон. Зашто мора да те тој прекинам? закон за Не беше за- само ДУИ. Тука беше и СДСМ и Е, целото се тоа се владеачко согласувам мнозинство. заради политичките компромиси. Мухамед не го Бадентер во сваќа. обвинителство. Молам? Што бара Бадентер во обвинителство. Или Па на крај се испостави дека нема потреба од Бадентер. Нема Беше потреба грешка. целосно. Има такви недостатоци кои што требаше да се Тоа формално и го има, затоа за што процедурата сега, затоа ако што може таму се гласа да го со две завршиме третини. овој. Само ако можам Само една поента да направам Чадиковски. Гледайте, Ајде. на крајот, бидејќи за тоа и денеска пишува, гледайте, ние сме толку поделени што не можеме ни за, јас се шегувам денеска меѓу баклава и тулумба да одбереме, па бираме боза, нели? Грчка или турска беше? На крајот, гледайте, меѓународната заедница е сепак таја која што го гледа процесот. Меѓународната заедница на вистина унисоно со голема поддршка, а американците тоа уште онака брутално го искажаа дека земјата оти во вистински правец на реформите. Па не се они наивни дека ние сме далеку од тоа што треба да го исполниме како стандард. Го оценуваат процесот, го оценуваат правецот. Ние во овој момент, во овој историски момент на Македонија, кога излеговме од еден контроверзен, тежок режим период, дојдовме во еден период во кој што исто така не малку контроверзен. Со сите овие околности во кои што живееме, се разбира дека не може да очекуваме дека ќе имаме идеални закони кои што идеално ќе се проведуваат. Меѓународната заедница гледа одозгоре и вика добро. Ова е еден чекор кој што е во вистинска насока. Честитаме.
И може би ние нас, меѓународната заедница, на крај тој прибе нас, ни го напиша она што сите ние го знаевме или сите тие експерти го Во знаеат. последните 3 години никој од сегашната власт не го спомнува Прибе и забелешките на Се Прибе. согласувам, Прибе, гледате, една од најклучните забелешки на Прибе беше штамцањето на вака, народски кажано на закони. Да. Клучната забелешка. Добро, овој закон до душе не сериозната спаѓа во имплементација на квантумот законите штанцање. Ова беше некако беше како да она кажам, што сепак. Прибе го Сакам да кажам, гледайте, остваруваме Потенцираш. резултати, ние стварно ќе треба низ тој процес на евроинтеграција кој ќе трае веројатно десетина години, тогаш да ги направиме реформите. И меѓународната заедница седи од страна и вика, слушајте, овие не се подготвени се уште за членки, но ова што го прават во овој правец до овој момент е окей, одиме понатаму. Чекаат избори да видат со кого ќе си имаат понатаму работа како власт, за да ние продолжиме за 10 години да го смениме менталитетот. Иако и тоа е чувство ѓаволски дека тешко. вака, имам ако чувство можеме дека тоа ова да ниво на политичка дебата, што е добро, ја надминува политичката култура на она што се случува на пример во пржинската влада. Мислам, видете ги тие отровни стрели што постојано си ги упатуваат министрите или замениците министри од една до друга партија. Димитровски да ве вклучам вас. Може ли да функционира оваа пржинска влада и дали воопшто има потреба веќе од функционирање на пржинска влада и сега и по оставката на Мизрахи? Но и генерално е прашањето, тоа се постави бидејќи таа беше доведена во еден период, односно беше донесен законот за пржинска влада во еден период кога кога да те поправам, не беше оставка, туку беше Разрешување. предлог за Беше разрешување. разрешено. Разрешување. да, добро, разрешена, да. Значи, јас малку поинаку гледам на работите. Ќе се надоврзам на ова што претходно беше речено, зошто чистиот воздух да не биде цел на сите. Меѓутоа, што иритира? Иритира тоа кога ти чистиот воздух ќе го потребиш како едно од главните оружја за да освоиш власт и нема да го исполниш ветувањето. И тоа највеќе иритира кај граѓаните. Тоа иритира и опозиција, иритира и граѓани. Истото и со Добро, за пржинската тоа ќе влада. си плати секој по својата политичка Истото цена. и со пржинската Ако влада. така оценат граѓаните. Ако пред 4 години, односно 3 години, сме имале едно коректно однесување на тогашното мнозинство, да кажам, сега не гледам причина зошто треба да се има некоректност од сегашното актуелно мнозинство. Мислите дека некоректноста е од актуелното мнозинство кон министрите од Зошто да се оди ВМРО, до разрешување на министер, зошто да се именува друг министер сега, односно заменик министер, зошто да се поништуваат одлуки, нема Зошто да се поништуваат одлуки? Кога се незаконски? Наќе Чулев чекај. секој ден пишува нови решенија, пишува писмени дава овластување на луѓе, менја команданти. Пред 4 години. Пред 3 години беше истото. Не беше исто, значи Така, апсолутно. истото Значи беше, да беше истото исто ќе беше. беа, не беше исто. Значи Истото он беше. секој ден владата речи си секој втор ден, трет ден кога има влада седница, поништува негови одлуки. Ама- И он свесно иде намерно да провоцира. Направете споредба на одлуките, тоа што биде да Споредете не ги. се Значи се знае кои се ингеренциите и колку луѓе може да смени техничкиот Така министер. не ја гледам целта на функционирањето на владата ако и се даде политички мотив да место да спроведува избори, политички да се пресметува со опозицијата во дадениот момент. Вие мислите дека мнозинството практично ги става во таква неповолна ситуација за министрите на ВМРО, ДПМН? Да. Овие аргументи целта е да организираат на Зекири. Целта нивна е само да организираат избори, ништо друго. Па добро, ама знаете Ама како нивната сега... цел очигледно не е Момент да само Зекири да овако. очигледно нивната цел не е да организираат. Влегоа со цел да прикажуваат нешто, односно да работат нешто што не име повластување да го Мораше работат. ли да дојде до разрешување на Мизрахи? Па Според вас? очигледно мораше. Ние добивме протестни ноти. Не се почитува Преспанскиот договор. Протестна нота добивавме од Грција, а ние Преспанскиот договор го имаме како договор кој што ни овозможи да станеме членка на НАТО. За непол месец дена и официјално сме членка на НАТО, а протоколот го изгласа и опозицијата заедно со нас, Република Северна Македонија да стане членка на НАТО. Министерката Мизрахи во 2 наврати изјави дека нема намера да отстапи од нејзините ставови, дека ќе плаќа и казни ако треба, ама нема да го почитува ниту уставот, ниту законот за употреба на јазици. И што треба да правиме? Данев?
Добро, сега пржинската влада е идејана сада сама во периодот кога беше опозиција, нели подпомогната и одобрена од меѓународниот фактор кој што беше присутен во тој момент и даваше соодветно влијание и во однос на договарањето за излез од кризата која што беше наметната 2014-15 година. И во договорите за пржинска влада, опозицијата во тој момент можеше да предложи два министри. Тоа беше министерот за внатрешни работи и министерот за труд и социјала. Еден од министрите е министерката Мизрахи, министерката за труд и социјала. Дека таа табла е она најбитното во општеството и во функционирањето на една влада и дека таа табла предизвикала таков дипломатски скандал да се оди со разрешување или предлог нејзино разрешување во собрание на Република Македонија, јас мислам дека не е во ред таа констатација и мислам дека со разговор, со договор и со одредена медијација помеѓу политичките партии можело да се дојде до едно соодветно решение. Па на крајот на кришта нека се почека уште 50 Ако добро се сеќавам, Спасовски рече дека разговарал со министерката можеше да се која почека барем 50 дена, изборите се на 12 април и таа работа ќе беше завршена. Оваа мерка според мене лично е сериозно непропорционална во однос на делот, односно актот што министерката ги држеше своите пресконференции пред таа табла Република Македонија и сега ние прагот на толеранција од страна на грчка страна ни подигнат на многу високо ниво и ќе имаме со оваа одлука да разрешуваш технички министри, тоа технички министер во техничка влада за спроведување со мандат за спроведување само на изборите, мислам дека не е адекватна и не е пропорционална мерка во однос на актот што министерката го направи, а имаме други случаеви каде што други министри во оваа влада имаат давано изјави и даваат изјави под табли Република Македонија. Тоа е колку е ВМРО ДПМН задоволен од своите министри во владата? Вие како пратеник, како во однос на ингеренциите што ги имаат министрите, секако дека ние сме задоволни како партија и јас лично секогаш може подобро, може и полошо, но ова се министри и предлози на ВМРО ДПМН во кои што ние како партија веруваме и во овој изминат период ги даваат соодветните резултати, верувам дека и во периодот што следи. Го оправдувате ли тоа што го правеше министерката Мизрахи со појавувањето пред таблата со неуставното им? Ако таблата била во тоа министерство, тогаш зошто да не дава пресконференција во видете, значи апсолутно, се работи за една. Ама немаме нова табла. Има нова табла. Министерката има неколку изјави дадено по таа табла. Министерката Мила Царовска последните пресконференции ги држи зад нејзин стоеше на целокупната, видете. Нова табла. Не е проблемот од толкав размер за да ние сега одиме со разрешување на министерката. Истото прашање ми го спомна за министерот за образование вчера на една емисија, зошто за него не се реагирало. Значи, ако и он не го почитува уставот и законите, значи треба да се разреши. Но он не излегол да изјавува дека ќе платам казна, па не ја менјам таблата. Сега затоа што не излегол, значи ние може да се грешил, тој сгрешил, а министерката го правила намерно. Тоа сака да го каже. Министерката сама кажа. Она изјави дека нема намера. Гледайте. Да. Сега што е гревот се? Што не платила казна или не, што не ставила знамења? Што не сака да се го почитува ни уставот ни законот. Ама ја призна реалност на министерката. Имаше официјално изјава дека реалност ќе плаќам казна. Гледайте, ние можеме да се дрибламе околу табелите до утре са бага и се гречу дека за се што ќе се најдат примери и така натаму. Да се минимизира позицијата на министерката, која што истовремено е еклатантно позиција на раководството на вашата партија, господин Данев. Во ваков критичен момент за Македонија, кога очекуваме датуми, кога сме во процес на ратификација, и да имаме на највисоко државно ниво, на министерско ниво, овој вид на валкани политички провокации, веќе не се работи за таблата. Јасно е дека министерката Мизрахи е цврста позиција дека само Македонија, никогаш Северна. Гледайте, тоа е едно кога ќе го кажат политички, тоа е како политички да кажам. став, се извинувам. Да, ама не, тоа не е политички став, она обавува државна функција. Тоа не може дома, во партијата, тоа може кој како сака да го прави. Она е во официјална државна функција. Согласила да биде министерка не на се влада. тука само грците во прашање, се разбира дека грците и како да ви кажем, грците може имаат своји интереси, зашто реагираат така. Се работи за еден деликатен момент во кој се наоѓаме.
Тој тип на провокации нас навистина не ни требаат во момент, доколку, а во тоа сум сигурен, и ВМРО ДПМН е заинтересирана за евроатлантска интеграција. Апсолутно. Господине Тука Данев, нема дилеми. значи го гледам спотот на Мисајловски вчера. Гледам Миздраки, гледам репетираните изјави на разни функционери на ВМРО. Луѓе, дајте воздржете се. Ќе дојдат изборите. Очекуваме во март, очекуваме последни ратификации. Ова е нешто за што сите партии во Македонија се бореле без разлика кој што правил во практична смисла. Значи, не се работи само за таблет, се работи за еден апсолутно, тоа не е ни невештина, тука е директна провокација од висок државен профил. За тоа следува смена. Тоа е едно. Второ, за пржинската влада. Слушайте, таа дискусија е исцрпена. Овој модел на пржинска влада е безсмислен. Пржинската влада беше резултат на една многу критична историска ситуација, договарана, преговарана на највисоко ниво и така натаму. Ние може да разговараме во иднина за технички влади, но тие се друг тип на влади, со други капацитети, со други состави. Ако се случува политичка Така што коректност, овој вид на пржински влади, без разлика кој е на власт, а кој учествува како опозиција, тоа само создава неприлики. И само создава проблеми во функционирањето на тоа барем треба минимум политичка коректност. Бидејќи ја немаме таа минимум политичка Мора да коректност, е, јас би рекол дека да, ама бидејќи ја немаме од двете страни таа минимум политичка, да има минимум политичка коректност, нема да не се случуваат вакви провокации. Значи, бидејќи ја немаме, ова е, мислам, последен пат да се прави таква влада, без разлика кој е во опозиција, кој е на власт, а за потреба, дали имаме потреба од техничка влада, какви што се модели во многу земји на 3 месеци пред избори, за тоа може да се разговара. Јас инаку мислам дека кога би постигнале ние во општеството едно ниво на меѓусебна доверба политичка, на политичка коректност и култура, во што спаѓа и претходната дискусија за правниот систем, за судството и така натаму, нас не ни требаат ни технички влади. Политичката влада која што е актуелно на власт, која и да е таа, ќе си ги подготви изборите. Знаете како ние гледаме и земји во соседството, па земете Грција, каде што е една жестока демократија во прашање, кај што имате реални фашисти, реални анархисти. Никој никогаш не ги спорел резултатите на изборите. Значи, они ќе се потепаат, они ќе искршат банки, ќе фрлаат молотови коктели и така натаму, ќе маршираат, се што можете да замислите во репертоарот на една екстремна употреба во демократијата, но никој не се случило, барем јас не памтам, од после хунтата која падна, да каже, видите, броењето на гласовите не беше направено фер. Така што сакам да кажам, да завршим, значи тој процес треба да го донесеме до таму, да имаме доверба дека механизмот функционира без разлика кој Имам сериозно спротивно мислење од господинот Ордановски. Јас мислам дека се работи дека за една надменост и арогантност од страна на актуелната власт во однос на промената, односно предлогот за промена на господјата Мизрахи и самата промена, но тука имаме различни мислења. Инаку во однос на евроинтеграциите и поддршката на ВМРО ДПМН во однос на евроинтеграциите на Македонија овие 30 на години, мислам дека не треба да спориме. Многу, апсолутно многу. Добро, сега тоа е ваше мислење. Многу битни моменти од нашиот евроинтегративен процес се случиле во време кога ВМРО ДПМН е било на власт. И тоа неколку пати сум го елаборирал, не сакам сега да трошам дел од што сега останавте на страна од тој процес. Ние, ако добро се сеќавате, само пред 10 дена го гласавме протоколот за ратификација со НАТО. И вчера иде спот на вашата партија од потпредседател кој што вика на крајот спотот никогаш Северна, само Македонија. Видете сега, значи не може тој. Дали ова ќе биде наративот во изборната кампања? Логика дека ВМРО ДПМН е против евроинтегративните процеси на Република Македонија. Значи јас букаме најмалку колку вас, а јас сум убеден дека повеќе од вас, иако тоа е работа што не се мери, сум Република Македонија и набивам и работам да добие датум за преговори уште во март. Иако можеби тоа на нас како партија ќе носи негативни политички поени во пресрет на изборите. Но ја ви кажувам, најискрено ви го кажувам дека јас сум се зачинил во ВМРО ДПМН затоа што била единствената партија со искрен и честен однос во однос на перспективите на Република Македонија во наредните 30 на години. Ви верувам, не верувам на партија да имаме дека тоа е партија која што безкомпромисно ќе се залага за членство на Република Македонија во НАТО, кој што тогаш раните 90-ти не беше популарно како што е сега и во европската и во европската унија. Господин Данев, јас целосно вас ви верувам во тоа што го кажувате, но не верувам во челниците на вашата партија кои што ја предводат партијата во моментов. Значи, не знам како да го наречам тој чин на вчерашниот спот што го објавивте.
на подпредседател на партија официјален Ама спот има на многу партијата дискутабилни- во кој што вие има многу- гласавте за ратификација на Да, протоколот. Зар тоа не е Република доказ дека Северна навистина Македонија да ВМРО влезе во ДПМН го НАТО, поддржува а приемот па на- тоа е чиста на Македонија во манипулација НАТО. која што сакате Ма да како? замајувате јавноста пред изборите и Замајување повторно на да играте јавноста е- со националните чувства на Замајување луѓето на- и да не, ама кажувате не може никогаш така. Северна, Да, само само. Македонија. Не може да Како биде- ќе ја вратите само Македонија, кажете? Не може да биде Простор, замајување на Како ќе ја вратите јавноста само со Македонија, кажете ми? 34 гласа од ВМРО ДПМН да се ратификува протоколот за членство Не, во ма, НАТО. како Ма ќе не е тоа вратите како само може, па јас сум Македонија? гласал за тоа. Гласале Како ќе ја 34 вратите пратеници од само ВМРО Македонија? ДПМН, не е тоа замајување на јавност, тоа е чин. Заборавате и сега Тоа го е чин. донеле Заев да го промени името, ајде бајката Што заборавам? Како на ве таа молам, секвенца нешто да заборавате? Што заборавам? Го донеле закон Заев за да го смени името, ајде мајката. Мислам, Мислам, еклатантен пример. Флоскули се тие. Значи тоа не може да биде предмет на дебата сега дали искористил во спот таква формулација. Ќе скрати или нема да скрати. Партија е тоа. Шоферот Значи, партија, ама политичка- човече, зборуваме за политичка нешто кампања. што е реалност и што пред 10 што нема- моменти, го а вие тоа го ставате Апсолутно. над нашето гласање за ратификација на протокол. Затоа што не може. видели што се случи. Па тогаш Видели добро што се кажа случи Предраг, последниот ден. ама Кога ваша Предраг- колешка нападна Предраг едно добро општество кажа, технички сега за не да што може. беше спомнато, Никој- дека гласала значи, за ај малку да се чуеме само, малку да се чуеме. Законот за служба во армијата. Според ова што можеме сега да го видиме, ова што сега случува и во студиото, гледам и на социјалните мрежи. Дали главниот наратив на изборната кампања повторно ќе биде името и преспа? Еве од аспект на ВМРО Јас ДПМН. мислам дека главниот наратив ќе биде подобар живот на граѓаните, подобар стандард на граѓаните и тука според мене Значи, во делот на економија, оној политички проекти и она што се патриотизам вели. што треба да биде кај секоја политичка партија. Економски независни граѓани се навистина независни граѓани. Ако добро ја следите предизборната реторика и предизборните активности на ВМРО ДПМН, на два пати презато од Мицковски излезе, еднаш имаше пресконференција за нашите проекти во делот на економијата, денеска имавме во делот на инфраструктурата и тоа е она на кое што според мое убедување една прогресивна, една позитивна кампања ќе преовладува во делот на кампањата на ВМРО ДПМН. Но ние мораме како опозиција, тоа е наш легитимитет од страна на граѓаните да ги критикуваме сите негативности што овие 3 години се случуваа во Република Македонија. Граѓаните се должни да знаат каде тоа грешила сегашната позиција, верувам идна опозиција и тоа да ја биде предочено на апсолутно сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивната етничка, верска, пак ќе кажам, и било каква припадност. Тоа е улогата на опозицијата. И тука ќе бидеме жестоки. Бидејќи на вистина граѓаните треба да ја знаат вистината. Ја морам да признам дека сум среќен што они сега дури после 4 години откако ние излеговме со живот за сите, они нудат подобар живот. И сум среќен. Дали е живот за сите, дали е подобар живот, мислам дека не е тој дел. суштината тоа. Мухамед. Во кампањата секако наша цел е да настапиме и да не идеме со негативна кампања апсолутно. Туку мораме да објасниме на луѓето што направивме за 2,5 години на власт и што ќе направиме во наредните 4 години. И тоа треба да биде клучно на граѓаните и гласачите да решат потоа за кого ќе гласаат. Знаат како им беше пред да дојдеме ние на власт, знаат како им е откако сме на власт, 2,5 години и имаме визија и со програма со која што ќе ги привлечеме да ни дадат повторно доверба за тоа што ќе го ветиме, ќе го изреализираме. Добро, да ги прашам и колегите во однос на кампањата, што мислите дека ќе доминира? Чедиговски, јас мислам дека е релативно едноставна работата. Во Македонија гласачите се поделени на две големи групи. Едно се партиските гласачи, тие се веќе определени. Што е каква и да направи кампања ВМРО, каква и да направи СДС кампања, тие ќе си гласат за своите партии. Оние 150-200 илјади гласови. И кога ќе ги видите анкетите, барем до сегашни, кои се уште рано, има уште 2 месеци, кампањите не се почнати, ќе видите дека рейтинзите на двете партии, зависно кој како тоа го прави, се релативно блиски, некој малку повеќе, некој малку помалку или обратно. Меѓутоа ќе видите еден базен од 40 па дури 50% од гласачи кои што на различен начин велат не знам, ќе видам, нема да гласам, не сум сигурен, не ви кажувам. Сега, тие 50% на крај се сведуваат негде околу 150-200 илјади луѓе. Гледайте, тоа се луѓе кои што во принцип мене ми се чини дека не би гласале за ВМРО ДПМН доколку ВМРО ДПМН инсистира на ова секојаш Македонија, некојаш Северна. Они имаат проблем дали да излезат да гласаат за СДСМ и дали воопшто да излезат.
Затоа што мислам дека ВМРО ДПМН на еден релативен начин го има достигнато прагот на оние што може да ги изнесе. И со ова инсистирање на една негативна кампања, барем до сега, ќе видиме каква ќе биде понатаму, со една негативна кампања, со едно инсистирање, со едно реално неучество во процесот доволно активно на ова евроатлантско приближување, тие го имаат достигнато својот максимум. Борбата е сега како да се дезавуираат или мотивираат тие независни гласачи што тие да прават. Кај СДСМ е друг проблемот. Имаат едни гласачи кои што се овие кои што ги зборувам, кои што ми се чини дека добар дел од нив не би гласале за опозицијата, но се мисле дали да не го казнат СДСМ со неизлегување. Или ако излезат да цртаат бесилки да го уништуваат ливчињата и така натаму. Концентрацијата на тие 150-200.000 гласови, по мене треба да биде концентрацијата во изборната кампања, како треба да изгледаат изборните програми. Ова што до сега го гледаме, оваа жестока, може би е моментот таков. Вчера де факто заврши парламентот, де факто завршија големите дебати спротивставени и така натаму, но таа конфронтација, ако продолжи на тоа ниво, нема за опозицијата да донесе корист, а ќе биде прашање дали за власта ќе донесе корист. А ако се сменат кампањите и почне да се говори за понуди, тогаш ќе видиме што ќе прават овие 150-200.000 гласачи. Мене така ми се чини таа. Димитров, ти само една ваша анализа во однос на тоа, дали неопределените, условно речено, или оние што во моментов не може да се определат, дури не знаат ни да кажат дали ќе излезат на гласање, дали се тие што ќе го решат изборниот резултат? Па вака сега, овдека имам малку поинако размислување и тука би направил 2-3 сегментации, да кажем. Кога станува за збор за тие неопределени, таа бројка од прилика на сите избори се сведува на иста 30 до 40% од гласачкото тело. Ако се земе одливот на младите во странство, претпоставувам дека таа бројка ќе биде уште позначајна. Во апсолутни цифри, иначе во процент ќе биде пак во апсолутна цифра. Меѓутоа, таа бројка од 40% би ја поделил малку на 3 дела. Првиот дел, оној дел од гласачкото тело на ВМРО ДПМН кое стои за тоа, цврсто стои за тоа бойкот или само Македонија, никога Северна само Македонија. Извини, Предраг, тоа може да биде идеал. Идеал, апсолутно. Добро, ама на тој начин сватено. Идеал. Во таа смисла на тој начин Да го сватено. оставиме, Димитровски. Вториот сегмент е дел од неопределените кои се блиску до граѓанските организации и третиот дел е скопското крило на СДСМ, кое мислам дека исто така е револтирано од досегашното практикување на власта. Во натамошниот дел од кампањата многу ќе значи како ќе настапат двете партии за да нивно придобивање. Ако и едните и другите се определат за црна кампања, мислам дека нема да постигнат никаков ефект и едните и другите. Сега, очекувам дека власта ќе се концентрира на тоа НАТО, промената на името, и нападите за антинато, наводно антинато и наводно антиевропско расположение кај опозицијата, што апсолутно нема врска. Од 91 па наваму тоа е чиста флоскула да се напаѓаат меѓусебно околу НАТО и Европска унија, кога заеднички со консензус донесена одлука за тоа. И мислам дека опозицијата ќе направи многу паметен чекор ако фокусот на вниманието го посвети на економските мерки. Тука очекувам да се води главната кампања. Ако добро ве сватив, со онаа парола никогаш северна, опозицијата пледира на оние гласови од така наречениот бойкот, а со економијата би пледирала кон независните. Дали се спојливи тие две работи, Данев? Видете, значи, пак ја кажам, последните две пресконференции и излагање на председателот Мицкоски беа во насока на подобар економски стандард за граѓаните на Република Македонија. И економијата и инфраструктурата значат тоа. Јас сум убеден дека ВМРО ДПМН ќе понуди соодветен кадровски потенцијал и на листите и останатите кандидати за функционирање на извршната власт, ќе имаме соодветен
соодветна програмска понуда, квалитетна, која што ќе обезбеди поквалитетен животен стандард на граѓаните. А името Македонија, мислам дека е идеал на секој македонец и на секој граѓанин на Република Македонија. Тоа е она што треба да не спојува во иднина и во перспектива, како членки на НАТО, на Европска унија, ние мораме, должни сме пред претходните генерации, ние како генерација, идните генерации, да едем во некои други геостратешки обкружувања на некој друго ниво, еволутивен развој на граѓаните на Европа, на обкружувањето, да тоа прашање биде третирано на начин како што треба да биде третирано. Сепак јас мислам дека кампањата ќе се сведе на економските теми и поквалитетен живот на граѓаните на Република Македонија и верувам дека ќе имаме една фер, демократска атмосфера и кампања, иако за тоа почетокот не е ветувачки, разрешувањето на министерка сега најави на нови поништувања на решенија на другите министри и така натаму, но да веруваме дека и тоа нема да биде доволно да граѓаните на демократски и фер начин на 12 април одлучат на кој ќе дадат својата доверба во наредните 4 години. Добро, сакам да ги прашам моите колеги од новинари од Младинскиот форум, дали сака да се вклучат со некое прашање тука во дебатата или од Универзитетот Штул? Ајде, повелете. Добро вечер до сите вас. Добро вечер и до водителот на емисијата. Јас сум Емир Куртиши, студент на постдипломски студии за уставно и управно право при Универзитет на Југоисточна Европа во Скопје. Денешното прашање, деновија во јавност се разговара за можните политички коалициони партии за предвремените парламентарни избори по распуштањето на собранието. Што значи дека изборите ќе се одржат по договорениот датум 12 април. Што можеме по-конкретно да очекуваме од партиите во политичката кампања или избори и по-конкретно што можеме да очекуваме за иселувањето на нашите млади, што според мене и понатаму ќе остане најголем проблем во државата, која до денес не сме имале некој адекватно решение од страна на владата. Какви мерки предвидуваат партиите во нивните програми за да ги задржат младите тука во земја? Ви благодарам. Да, само ќе се вклучам малку, извини колега. Во однос на ја спомна можноста за коалиции и предизборни коалиции. Пред да одговорите на прашањето за младите, би сакал да го поставам до партиите предсодно, ако сака да се вклучи некој друг. Можна ли е коалиција СДСМ-БЕСА, за која што се зборува предизборна, за која што се зборува дури и јавно, мислам, тоа не го кријат и лидерите? Значи, ние неколку пати изјавивме, единствена партија сме што има капацитет да оди со една таква коалиција и со предизборна коалиција со албанска политичка партија. Ние сме отворени за соработка со сите политички партии на албанците во нашава земја, освен, кажав, со ДУИ, нема шанси да се оди во заедно на предизборна коалиција. ДУИ на локалните избори на многу места, зашто сега да не се Значи, кажувам дека тоа е исклучено како можност и нема да се случи. Со останатите партии вратите се отворени и може да се случи за прв пат во историјата на нашата земја да имаме за парламентарни избори една таква предизборна коалиција. Јавноста многу брзо ќе биде запознаена и секако таквата коалиција евентуално ќе се заснова на заедничка програма која што обострано ќе биде прифатена од коалицијските партнери со кои Социјалдемократскиот сојуз коалицира во моментот и со новите партии или партија на албанците. Оставате простор и за БЕСА и за Алијанса на албанците, бидејќи ние оставаме простор за сите партии, секако тука две веќе изјавија и имаат изразено интерес за такво нешто, тоа не е тајна, се знае БЕСА има изјавено дека е заинтересирана, доколку ги усогласиме програмите. ДПА е таа која што исто така се нуди како можен коалицијски партнер, а ние сме отворени секако и за другите партии. Данев, вие? Добро, сега СДСМ нема многу кредибилитет во однос на тоа дека со ДУИ нема да прави коалиција, бидејќи ако се сеќавате на нивната опозициона риторика до 2016 година беше дека ДУИ се
она криминална партија која што со ВМРО ДПМН не знам практицирала власт 7-8 години, но тоа е нивен проблем. Верувам дека тоа не беше проблем. Тоа е проблем на државата. Тоа не беше проблем 3 години заедно да коалицираат и да ја водат државава, како ја водат ќе кажат граѓаните на 12 април. Тоа не беше проблем и за претседателските избори да имаат заеднички кандидат, тоа не беше проблем и за локалните избори да имаат заеднички кандидати во Чаир, Тетово и така натаму и така натаму. Пак ја кажам, тоа е проблем до кредибилитетот на владеачката партија. Инаку ако ме прашувате за ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН е отворена за соработка со сите, апсолутно сите политички партии во Република Македонија, ако се најдеме на ист НЗС во однос на нашите програмски определби и апсолутно дали тоа ќе биде звучи како една флоскула која што се повторува секогаш. така Имате ли натаму. конкретен партнер на кого што пледирате? Пак ќе повторам. Сите опции се отворени, како опозициони партии сигурно имавме потесна соработка за време на локалните избори со Алијанса и БЕСА, но тоа верувам дека и по изборите имаме соодветен политички или партиски коалиционен потенцијал. Многу се зборува за коалициониот капацитет на ВМРО ДПМН и подолго време ја пратиме политиката и сме во политика. Така беше и 98 година кога се зборуваше дека ВМРО ДПМН нема коалиционен партнер кај албанците, па 2006 исто така ДПА, ДУ и така натаму. Секогаш кога ВМРО ДПМН му се даваше прилика да формира влада со легитимитетот од граѓаните, се седнуваше, се разговараше и се доаѓаше до една заедничка постизборна програма, односно владина програма која што беше имплементирана соодветно и онака како што беше договорено, а не со разноразни препреки во однос на коалицирањето. Така да верувате дека ВМРО ДПМН има коалиционен капацитет и тој ќе го искористи после изборите. Добро, имавме уште едно прашање на кое што му должиме одговор на младиот студент. Како на крајот на процесот се тоа ќе заврши со една поубава слика и приказна за Македонија, за да можат младите луѓе да останат и да си ја видат својата иднина тука? Тоа е само ако го подобриме животниот стандард на луѓето. Ние за 2,5 години направивме доста големи исчекори на тој план со зголемување и на платите. Знаеме колку беше просечната плата кога ние дојдовме на власт, колку е сега во моментов. Знаеме колку ги покачивме во многу сектори платите. Да не збориме за социјалната помош која се покачи за 300 на 100 покачување на пензии и така натака. Значи, само доколку нудиме зголемување на животниот стандард и подобри услови и за економијата, ќе можеме да ги задржиме младите во земјата. Тоа е болна точка за сите влади, и минатите и сегашната, но ние мораме да најдеме начин соодветен за да ги задржиме. Дека младите не име само до платата, туку име малку и до ова ниво на општествена култура, на поделби, се влие во тоа. Што ги гледаат секојдневно во политиката, кој што не сака да ја гледаат едноставно. Значи, затоа што не функционира системот се уште како што треба, за жал. Пред се, правниот систем, голем дел од луѓето, посебно младите, се разочарани. Но секако животниот стандард и подобрување на економските параметри ќе придонесе за младите да останат во земјата. Да, јас ќе реплицирам на господинот Зекири, вели големи исчекори и ветувања визави изборите. Ние немаме 500 евра просечна плата, а ветува дека 2020 година ќе има 500 евра просечна плата. Докторите нема. Ние за 4 години ветивме. Имаме 2,5 години. Немаме 100.000 денари плата на 100.000 денари плата на лекарите, напротив имаме екзодус на лекарите. Имаме ако работат по 3 смени во текот на 24 сата, тогаш има, да. Тие се колнеа во економски дел на прогресивниот данок, тотално фијаско. Замислете која е таа економска непредвидливост да ти во една година и пол, во рок од година и пол менјаш два пати еден таков суштински закон како што е прогресивниот визави рамниот данок, но добро е што го сменија тоа законско решение. Имавме една класична реторика негативна во предизборието во однос на странските директни инвестиции. Сега се колнат во странски директни инвестиции. Тие немаат една инвестиција внесена во Република Македонија со над 1000 вработени. Со над 1000 вработени ни една инвестиција нема. Значи, имаме еден тотален економски дебакал и сега пак ги повикуваат граѓаните дека тие ќе бидат тие кои што ќе донесат соодветни економски реформи. Не веруваат граѓаните на тоа. Или да ги земеме реформите во делот на образованието, што се не се ветуваше,
Па ништо не го спречуваше или не се компактибилни меѓу себе дипломатијата меѓународна со реформи во образование и во здравство. Немаме не е започнат клинички центар во Скопје, замислете, а го прекина камен темелникот на новиот клинички центар кој што требаше да се гради кај старата државна или кај државна болница. За да не зборам за клиничкиот центар во Штип. Значи ја прекина изградбата, зошто, како, никој не знае. Ја прекина изградбата на автопатот Кичево Охрид. Чекавме година дена да се пушти готов автопат Димир Капија Смоквица. Чекавме година и пол да се пушти готов автопат, речиси 90% Штип Миладиновци и така натаму редица на проекти кои што претходната влада, не сакам да звучам или не сакам партиска нота да дадам на сето тоа, ги започна, ги донесе до некој стадиум од неразбирливи причини или како што вели една колешка поради институционална криза во институциите, во самите институции не успеа да довршат соодветни проекти кои што беа на крајот од довршување. Доволно. Поентите на вечерашната емисија. Бараме што повеќе правда. Но тој тип на револуционерни мерки во кои што сега политиката ќе го земе бајракот и ќе почне таму да прави растурни судовите, не е добро за ние на власт. На нас ни треба на вистински реален консензус кој што ќе ги обединува интересите на граѓаните во Република Македонија без разлика на нивната и национална и верска и било каква припадност. Дел кои што се засегнати од предметите на СИО свесно работеа да не се постигне тој консензус и заеднички да го донесеме законот. На секој начин бара можност како да го блокират и да не биде донесен законот. Откако излезе Собнажот за рекет и цело време што се користеше како афера, како настан, до сега и судскиот совет, и советот на јавни обвинители, и адвокатска комора требаше да преземат соодветни чекори за да елиминираат од своите средини одредени имиња и презимиња. Почитувани дискусанти, ви благодарам што бевте вечерва гости во 24 отворено. Го пробивме малку терминот, но како што каже и Ордански на почетокот, во 1 час и 15 минути за четворица разговорливи луѓе ќе биде малку. И благодарам и на публиката, почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24.